Јас сум Емилија Софеска, магистар по урбанизам и архитектура во областа на одржливиот урбан развој. Овој труд со наслов Решавање на нерешливото, загадувањето како фактор што создава модерно упориште на неодржливоста е резултат на заедничка и меѓународна соработка помеѓу тим од македонски и полски истражувачи со цел да се пронајдат сличности и разлики во решавањето на загадувањето на градовите како еден од клучните фактори во обезбедувањето на одржлив развој на современите градови. Трудот кој го представуваме денеска е само дел од една поширока студија со која тимовите се занимаваа минатата година и опфаќаше низа на еколошки активности кои ги превземаат полските градови и кои би можеле да го подобрат квалитетот на животната средина и квалитетот на животот во еден град. Идејата беше да се имплементираат тие искуства и во другите европски градови, како и во случајот со загадувањето во Скопје. Земјите во развој, заради својата тешка финансиска состојба, се проблематични области кога станува збор за имплементирање на одржливиот развој, а токму во тие земји обезбедувањето на одржливоста, која содржи енергетска обнова и зачувување на животната средина, се чини единствената можност за слабо развиените региони. Тоа е прва и иницијална претпоставка во решавањето на проблемот. Вториот важен чимбеник е развивањето на свесноста кај жителите и власта за повторно користење на отпадот, кон што се вклучуваат и отпадните води. Свесноста за реупотреба и иницирање на систем на рециклирање не е само добро за животната средина од еколошки аспект, туку секако и од економски, бидејќи овозможува да се намалат трошоците за отстранување на отпадот, но и производство на енергија како и добивање на други суровини. Сето тоа конечно доведува и до социјален бенефит во една заедница. Не помалку важен аспект кој не заостанува зад претходните поставки во процесот на решавањето на проблемот на градовите како урбани структури е токму и сликата кој тој град сака да ја создаде за себе во перцепцијата на целата држава па и пошироко. Затоа е особено важно за какви проекти општинските власти ги трошат својот буџет и која е вистинската корист од проектите. Во сето тоа, Скопје е град кој полека се движи кон милионски град со еколошки проблеми кои ги надминуваат границите на просечноста и бара ургентни решенија и проекти кои би ја подобриле состојбата со урбаниот простор и животната средина. Доневска тоа го објаснува низ размена помеѓу капацитетите на повеќе нивоа и низ сите слоеви, хиерархиски, долгорочно, краткорочно, меѓу професионалците, политиката и јавниот интерес, контролата на власта и вклученоста на заедницата. Низ сите тие капацитети се наоѓа решението за проблемот на најзагадениот град во светот. Проблемот со загадувањето во Скопје беше дијагностициран врз основа на вредностите на нивоата на загадување на одредени елементи од природната средина и тоа: нивото на загадување со PM честички, техниките на отстранување на отпад, изворите на емисија, националниот здравствен статус, урбанистичкото планирање и зонирање, транспортот, инфраструктурата и депонирањето. Изворите на информација беа Министерството за животна средина и просторно планирање, Светската здравствена организација со регионалната канцеларија за Европа, Здравствениот завод за статистика на Македонија и Генералниот урбанистички план на градот Скопје, како и апликациите за состојбата со загадувањето и релевантните новинарски истражувања, секогаш кога официјалните податоци не беа објавувани. И секако направивме евалуација на начинот на трошење на буџетските финансиски средства за урбаните инвестиции, при што посочуваме на некои недостатоци во поддршката на развојот на зелените површини и инвестициската активност и нивото на влијание врз квалитетот на животот на жителите. Скопје е полумилионски главен град на држава која својата независност ја ужива од 1991 година на површина од приближно 2000 км², растегнат по должината на реката Вардар низ 23 км во затворена долина на само 245 метри надморска височина. Кон проблематичната географска и геостратешка положба се надврзуваат и високата стапка на невработеност од 27,3
проценти, уделот на населението со ризик од сиромаштија од 24,8%, со распределба на приходите и богатството меѓу жителите мерено преку коефициентот на Гини од 35,3%, каде 90% од бруто на домашниот производ го сочинуваат трговијата. Македонија, а со тоа и Скопје како нејзин главен град, покажува исклучителна нееднаквост во економските рамки. Што се однесува пак до проблемот со просторниот развој и урбаната структура на градот, низа на пропуштени шанси, погрешни одлуки ја формираат сликата на градот. Меѓу нив се природните катастрофи, странските окупации, масовните емиграции и слично. Земјотресот од 1960 година уништи скоро 80% од урбаната површина и представуваше единствена можност за повторна изградба со финансиска поддршка од странство и имплементирање на комплетно нов модерен план, чие реализирање за жал заврши во 90-тите години од минатиот век, оставајќи хаотичен урбан развој и ширење слично на фортификација во комбинација со локалната топографија на клисурата, што доведе до извонредно лошо атмосферско мешање и нечуено загадување. Кон веќе создадените проблеми се надоврза и реализацијата на проектот Скопје 2014, кој беше долго критикуван и обвинет за мешање на различни стилови и точки на мимикрија во тесни пропорции, користејќи ефтини, лесно разградливи материјали и со наметнување аура на монокултура. При тоа, обвинувањата се само одвраќање од вистинските проблеми. Доколку станува збор за урбана ревитализација, 3 услови треба да бидат исполнети. Интервенцијата треба да биде конзистентна заклучно со логиката за тоа што се смета за урбано, мора да го почитува обемот, индивидуалноста и социјалниот контекст на местото на кое се однесува и треба да се фокусира на основите, а не на деталите, со цел да се усогласи со поставените цели. Проектот Скопје 2014 тешко дека ги исполнува овие услови, пркосејќи на архитектурата и функционалноста, без да покаже регионална специфичност. Наметнува историски дисконтинуитет, имитирајќи светски бруталистички примери со ефтин малтер. Истовремено, на социјално ниво поттикнува недоверба во власта за лошо управување со општествените добра, а најважно од се е што со цената на проектот од барем 700 милиони евра, уште повеќе ги продлабочува социоекономските проблеми во градот и државата. Од друга страна пак, Скопје, како што нагласивме, во последните години е еден од најзагадените градови во Европа и во светот, заедно со примерите како што се Калкута, Момбај и слично. Главниот извор на загадувањето во Скопје е сообраќајот, индустријата и производството на енергија, но не е занемарливо ни индивидуалното грејење во текот на зимските денови. Загадувањето на воздухот е причина за сериозна загриженост кога станува збор за здравјето на луѓето, посебно во урбаните и индустријските области. Анализата на состојбата со урбаната структура и состојбата со загадувањето во градот бара практични можности за спроведување на одржливи решенија во контекст на Скопје. Дискусијата се однесува на можностите, но и на бариерите во реализирањето на идеите и тоа во сите 3 аспекти на одржливата парадигма – економскиот, еколошкиот и социокултурниот аспект. Ако се разгледува економскиот аспект, вкупните расходи за заштита на животната средина во 2016 година изнесуваа само $200,000. Контраверзно, проектот Скопје 2014, кој првично беше проценет дека ќе чини $100 милиони, се зголеми на $700 милиони. Новата власт од 2017 година нуди промена на фокусот со инфраструктура и иднина со проекти како Македонија Мегалополис, Македонија без црни места и Македонија без скал, со идеја да вложи $370 милиони во јавно-приватното партнерство за законски да го поддржи непланираното градење. Кога станува збор за еколошкиот аспект пак, најочигледен проблем се однесува на транспортот, бидејќи просечната дневна мобилност на скопјаните изнесува 2,11 патувања на жител.
Проектираниот сообраќај за Скопје и капацитетот на паркирање одамна се надминати. Очигледни се проблемите со бучавата, дезорганизацијата на сообраќајот, каснењето во сообраќајот, презаситување со автомобилите, што генерира големо загадување на воздухот. Скопје треба да ги следи мерките за подобрување на ефикасноста на објектите, вклучително и користењето на цврсти гориво, газ и течно гориво со ниско ниво на емисија со технологии за чисто согорување. И покрај силната историска миграција, само 45% од површината на градот е покриена со резиденцијални простори, се гради исклучиво на нови површини, без да се направи реконструкција или пополнување на девастираните простори. И покрај тоа, Скопје се уште се соочува со нелегална изградба, без да се надминат законските санкции за непочитување на просторот и градењето. Огромната понуда на неискористено урбано земјиште, кој изнесува 50% од градот, дава можност за еден раст без проширување на градските граници. Релативно лесно имплементирачко решение би било ревидирање на организацијата на македонската индустрија со цел да се поттикнат еколошките компании. Како позитивни проекти можеме да ги нагласиме оние на градот Скопје, кој веќе од септември 2017 година иницира информирање за патниците во реално време за јавните автобуси од јавното сообраќајно предпријатие и најави дека ќе се купат нови електрични автобуси во 2018 година. Понатаму, Скопската зелена рута е иновативна апликација, обезбедувајќи им на скопјаните и патниците информации за планирање на најбрзите, најевтините и еколошкиот најдобар пат до различни дестинации низ градот. Кога станува збор за социокултурниот аспект, промената на однесувањето е една од важните цели за разбирање и имплементација на одржливиот развој, како и вклучување на жителите на Скопје во тој процес. Оградувајќи се од стереотипноста, сепак македонската култура е изедначена со бројни контрапродуктивни особини, како што се доцнење, ограниченост на планирањето, вообичаено одложување, непотизам, толеранција на корупцијата, завист и сомнителност кон сонародниците или страв, недоверба кон авторитетот, што сигурно треба да се земе в предвид при воведување промени. Меѓутоа, македонското културно стекнато чувство за дружелюбивост може да биде корисно во комбинација со скопскиот модел на компактност за урбанистичко планирање. И двете ги зајакнуваат средбите меѓу луѓето без разлика дали е тоа некоја формална средба или социјална активност и како такви се врзани во Скопје како дел од локалната култура. Интеракцијата е прв чекор кон размена на идеи. Кон сето тоа заклучокот е следен. Економските мерки кои треба да се превземат се следните. Интервенција во природен урбан екосистем, односно зелени урбани простори, отворени простори со чист воздух и вода, енергетско ефикасна изградба и зелено домување. Зелените области треба да се третираат како позитивни примери за создавање содржини на заедницата и соседството кои поддржуваат активности за подобрување на здравиот животен стил, а не како некакви природни бариери. Има решенија кои може да се спроведуваат дури и за мали делови во центарот на градот, како што се зелените кровови. Еколошките мерки содржат: потребно е да се обезбеди реален буџет за животната средина и да постои континуирана финансиска одбредба во областа на урбаната економија, управување со отпадот и транспортната инфраструктура. Активностите треба да ја следат динамиката на промените во трошоците на градот за урбаната економија и владините проекти во врска со животната средина. Скопје може да комбинира одржливи решенија со економски раст и поголем квалитет на животот. Социјалните мерки може да се спроведат само кога човечкиот капитал ќе стане фактор за одржливиот развој на градот, ќе се зголеми едукацијата и информираноста кога станува збор за бенефитот од одржливоста и промената на еколошката култура во Скопје ќе започне со учество, дијалог, соработка и општествена одговорност.
Создавањето на зелените области како место за средба на жителите, со што се изградува заедничко разбирање на вредностите на такви места, се исто така важен дел од овие мерки. И на крајот, спроведеното истражување покажува дека еколошките проблеми во урбаните области може да се ограничат со употреба на голем број едноставни, ниски и брзи алатки. Ова сепак е можно само откако ќе се постигне понапредно ниво на еколошка свест, а тоа пак е цврсто испреплетено со позитивните ставови на скопјаните. Во следните неколку години, веројатно е дека Скопје може да се движи кон реализација на претпоставките за одржлив развој и да се обиде да стане паметен град со инвестирање во најсовремениот капитал, вклучувајќи нудење пријателски услови за иновативни економии и ориентирани кон луѓето, како и со градското планирање. Само храбра и детерминирана акција на самоуправата може да придонесе за значително подобрување на состојбата на животната средина и квалитетот на животот на жителите. Благодарам на вниманието.